Ситуацијата со пожарите е алармантна не само во нашата земја, туку и во поголемиот дел од регионов и во многу други земји од светот. Пожарите, барем поголем дел од нив, кои што не се предизвикани од луѓето, за жал се настанати поради високите температури. Не само нашата земја, не само Македонија, туку навистина рекордно високи температури овој период беа измерени во соседна Грција, во Турција. Што се случува во светот? Дали ова се климатски или временски промени? Има ли излез од целата оваа ситуација? Е наша тема во Македонија наутро во следниве минути, а наш соговорник и наш гостин, доктор Пеце Ристевски, доктор по метеорологија, експерт за климатологија и применета метеорологија. Добро утро и добре ни дојдовте. Чести мило ми е што ви имаме за гостин денес во Македонија наутро. Благодарам што ме поканите. Која е разликата меѓу временски и климатски промени и што всушност ни се случува? Сакам така да ја отвориме денешнава тема и да ги појасниме овие две работи. Најчесто под климатски промени генерално во светот и кај нас се смета дека било која промена која се случува во атмосферата во текот на определени периоди кои циклично доаѓаат преку фронталните системи, преку циклоните и антициклоните кои ги има во атмосферата непрекинато, а во умерените широчини од запад према исток и нивните фактори, секогаш во народот се мисли дека ова се причина за климатските промени. А климатските промени се долготраен процес кои се поврзани со ефектот на стаклена градина, кои се на некој начин прикажани во одредени конвенции кои се подпишани на светско ниво, како што се трите конвенции, Рио конвенции за климатски промени, за биодиверзитет и за суши и опустинување. Меѓутоа, ова што сега се случува се временски промени, иако во суштина се е поврзано и со тие промени ако перманентно од година во година се случуваат. Како што се, например, природните катастрофи кои се овие шумски пожари на отворен простор, бранови на топлина, брзи промени, како што сега пред малку слушнавме, дури има поплави дури и во Венеција, има поплави кои се случуваат и во Велика Британија, во Германија и така натаму. Тие паралелно во еден дел од светот, имајќи во вид и Република Македонија и регионот, Медитеранот, како што е, бидејќи тоа е еден од загрозените подрачја во однос на климатските промени, се јавува одредени бранови на топлина и кој зафати цел Медитеран, тука и Грција, Турција, каде се измерени највисоки температури воопшто. Во исто време и кај нас има високи температури, но не се така високи како што сме имали и порано. Тоа ми е всушност и следното прашање кое што до некоја мера и ја тргам мојата загриженост дека одиме кон глобално затоплување, што во 50-тите години првпат беше измерена рекордна температура во Демиркапија. На 22 август, замислете, на 22 август е измерена температура од 44,5 степени. Точно која година беше тоа? 52 година. 52 година, така. Иако во таа година исто во еден тропски воздух е појавен во март, на 29 март е појавен тропски воздух над Македонија и цел Балкан, каде што сме имале и температури над 30 степени, која исто така специфично за нашата територија. Така. Два пати до сега е соборен на некој начин рекордот во Македонија во однос на високите температури.
Што тоа треба да значи? Што треба да значат овие температури летово? Каде е излезот од целата оваа ситуација? Што може да бидат нашите очекувања за престојните години кои што нели ги имаме? Видите, ова се работи за циркулациони фактори, значи транспорт на суви топол воздух од помалите широчини према Медитеранот, односно према Балканскиот полуостров, каде ја зафати и Македонија. Ние самите гледаме дека перманентно и други долгите сушни периоди. Тоа е основната причина за одржување на оганот и на шумите и на шумските заедници, бидејќи долго време перманентно се сушеа на некој начин и има одржлив начин на одржување на оганот, затоа и продолжуваат пожарите, и високата температура и ниската релативна влажност. Иако ние пред малку не спомнавме дека на 24 јули 2007 година се измерени во Македонија изузетно високи температури од 45,7 степени во Демиркапија, како едно место кое е исто така специфично, и 45,3 степени во Гевгелија. Значи, долуж по Вардаријето имаме општо високи температури заради местоположбата на овие локалитети. Па еве и денес, според прогнозата, токму на југоистокот температурите ќе надминат над 40 степен, некаде до 42. Во другите делови од земјава ќе се движат тука некаде 38-39. Па тоа е територија каде често ја зафатена со високи температури, тоа е климатски така определена територија, поготово Гевгелиско-Валндовскиот регион е во субтропското подрачје, каде до скоро не се знаеше. Се знаеше, меѓутоа има регистрации, каде температурите често се над 40 и воопшто бројот на тие денови е и tekako висок и од година во година, нарочно во летниот период годината, се случуваат вакви високи температури. Така. Можеме ли да направиме едно резиме на досегашниот дел од разговорот во контекст на тоа каде се движиме како човештво во поглед на овие временски, но и климатски промени, кои се вашите прогнози, кои се вашите предвидувања и каде е спасот, каде е клучот од овие за избегнување во иднина на катастрофи како што сега ни се случуваат поради сушите или поплавите? Перманентно меѓународната заедница веќе има стратегии. Тие стратегии пред малку ги спомнав меѓу тие конвенции, конвенцијата за климатски промени, каде причината е елементите на стаклената градина и она што се случува воопшто во светот. И баш имаше вчера една конференција на Меѓународниот панел за климатски промени, каде е покажано дека поврзаноста помеѓу елементите на стаклената градина, CO2, хлорофлуорокарбонати, водената пареа се зголемува паралелно со зголемувањето на температурата, светската температура. А просечната светска температура е 14,3, па баш вчера видов дека просечна е заедно со температурата, за прв пат да кажеме, и со температурата во Гевгелиско-Валндовскиот регион. Просечната годишна температура во овој регион е поврзана со светската температура, просечната температура која постои воопшто. Значи, треба да се определиме кон намалување на овие елементи кои влијаат врз глобалното затоплување, да ги намалиме тие количества на CO2, хлорофлуорокарбонати и така натаму, а излезот од овие состојби е преку користење на нови обновливи видови на енергија. Значи, да се намали бројот, количеството на користење на јаглен диоксид, термоелектраните, топланите и издувните гаси кои произведуваат такви материи, да се престани со користење, и тоа е и стратегијата на
воопшто во светот и кај нас, за да термоелектраните се укинат, да се оди кон користење на сончева и ветрова енергија и хидроенергија. Ги почитуваат ли големите пред се развиени индустријски земји овие обврски што ги потпишуваат во сите овие климатски договори? Преубаво прашање, тоа не доскоро сите скоро земји ги го има, тоа беше дефинирано преку Кјото протоколот на конвенцијата за климатски промени и Парискиот договор од 2015 година. Сите земји го почитува, меѓутоа Соединетите американски држави не го има потпишано тој договор и сега е веќе потпишан, бидејќи треба и tekako промена на фактички економиите за да се префрлат на нови обновливи видови на енергија. Скоро сите правиме одредени извештаи како одговор кон конвенцијата за климатски промени. До сега имаме 3 извештаи направено, еден двогодишен заеднички и сега веќе во завршна фаза е 4-тиот извештај како одговор кон конвенцијата за климатски промени, што е обврска на државите и владите. Така. Господине Ристевски, верувам дека дадовме одговор на поголем дел од прашањата кои што си ги поставуваат и дел од нашите гледачи секојдневно со оглед на информациите кои што стасуваат до нас во однос на времето, температурите, природните непогоди како поплавите, како пожарите. Важно е да се извлече заклучок од целиот овој разговор и вие како доктор по метеорологија дека треба повеќе да се грижиме за нашата земјина топка, дека се е поврзано и од всушност климата почнува животот. Тоа е најбитно, тоа е во конвенцијата, сега пак конвенцијата ја спомнувам, од 92 година и другите конвенции кои се донесени во Рио и протоколите кои се на нив на некој начин внесени, треба да се почитува, бидејќи климата нема граници, како што и времето нема граници, така и да треба меѓународно организирање во овие области и да настојуваме да се придржуваме и како поединци, и поединци можат да се уклучат преку на некој начин преку штедење на енергија, енергетска ефикасност на зградите и објектите, користење на нови обновливи видови на енергија. Да, сите со мали чекори можеме да придонесеме кон и поединечно и државно. И на државно ниво треба владата и другите организации да направат стратегии за прилагодување кон климатските промени. Господине Ристевски, благодарам за гостувањето во Македонија на утро денеска. Ми беше чест и мило што си поразговаравме. Верувам дека ќе се видиме повторно. Вие сте гостин редовно во Македонската радио телевизија. Вчера бевте на Македонското радио телефонски нешто на слична тема, така да верувам дека ќе се гледаме повторно. Благодарам на поканата и еве да ги покажам своите гледања на овие проблеми кои често пати меѓу здруженијата на граѓани се третира на друг начин отколку ова ние што сега го разговараме. Го зборувавме, така. Сега повеќе се задржавме овој пат на актуелните теми околу температурите, околу природните непогоди, но со вас има околу метеорологијата што уште повеќе да се разговара и на многу теми, на многу интересни работи кои што може да ги одговориме и секако да ги доближиме до гледачите, затоа закажуваме повторна средба во нашето студио наскоро. Драги мои